Добро утро за гледачите на телевизија Нова. Навистина Воскресе, така е. Имаме убаво празнично утро, каде што денешни наши соговорници спомена Џокси и новата преработка која што имаме на култната на Великден сум се заљубил, каде што пеана, односно препеана од Пепа Димитрова. Добро утро за вас и Христос Воскресе. Џокси, мислеше ли дека оваа песна кога ја напиша пред едно 20 на години ќе стане хит? Навистина воскреснам. Поздрав до тебе, до вашите гледачи, до сите твои колеги на работа. Се надам дека синоќешниот настан малку ве продухови и веќе од денеска тргаме во освојување на нови нешта. Као и секогаш, као и секој автор, значи не можеш однапред да дознаеш дали таа песна ќе земе некој голем замав. Значи се зависи од публиката, се зависи од оној што ја слуша, се зависи од оној како ќе ја прими, се зависи од оној како ќе ја презентира песната и сето тоа кој ќе се склопи во една точка и испаѓа ова што го слушаме и гледаме што се случува со песната на Великден. Нормално дека во текот на овој период имаше и некои други преработки. Секоја од нив си живее на свој начин и секој од нив ја има преработено тие како што си замислуваат дека така би требало да прозвучи песната, меѓутоа еве оваа година за разлика од претходните години имаме една нова, многу побава преработка, имаме личност која на свој начин ја има видено песната, ја има и доловено до кај нас, до мене пред се, затоа што јас како автор, на некој начин и се слушам првично што би кажал за сето тоа. Меѓутоа сметам дека според реакциите на луѓето од страна е нешто направено што подолго ќе трае. Еве Пепа, да прашаме зошто токму се одлучи на Великден сум се заљубил да биде твоја преработка и сепак нели од Џокси песната? Да. Оваа песна пред се многу ја сакам. На Великден има многу убав текст. Кога станува збор за ваков голем христијански празник во песнава зборувам за текстот и за љубов. И тука прво преди се најдов и се одлучив да ја препеа. Интересно, пошто станува збор за женски вокал, иако во 2008 година Ламбе Алабаковски ја препеа песната. Има ли вистина на Великден сум се заљубил Џокси? Си имаш ли заљубено баш на Великден? Не можам се тоа конкретно да кажам дека баш тоа вечерта се случило. Меѓутоа, претпоставувам дека таа вечер сум фрлил око на некоја одредена особа која, да кажеме, во подоцнечниот период веќе се остварило. Песната, како впрочем и сите мои песни, се веќе заосновани на вистините приказни, така што има и како вистина во тоа. Меѓутоа, реакцијата на публиката е многу интересна, што многумина на вистина и се влюбиле на Великден. Значи, своите, ајде да не кажам, не први љубови, него можеби и оние љубови кои вечно веќе трајат и нивната реакција е многу појака од моето презентирање или презентирањето на Пепа. Значи, толку е влезена песната во меѓународот што е тоа нешто незамисливо за мене. Меѓутоа, кога веќе публиката така реагира, кога веќе така ја прифаќа, вау, зашто да не? Женски вокал споменавме, етно джез преработка. Каква иднина и предвидуваш на оваа преработка, Пепа? Ние прво, кога почнавме да ја работиме, имавме таква атмосфера една, што мислам дека дел од таа атмосфера, слушајќи ја песнава и гледајќи го спотот, мислам дека ќе доловиме бар дел од таа атмосфера кај луѓето и ќе ја слушнат онака како јас сум ја доживеала. Да кажем за песнава дека ја работевме во аранжман на Дамир и Мери, во студиото снимено во студиото на Тино Скендеровски.
нормално јас вокал, многу душа исто и донесе на самата песна и по-голема тежина и даде, што беа снимени самите инструменти во живо, што се во песнава. Така да сега останува еве публиката да си го каже своето, ние си го кажавме своето, се дадовме 100%, кога станува поготово збор за љубов, за Великден и така. Јас ви благодарам, ви посакувам